кои под политички притисок, без ниту еден адвокат, во една дискриминирачка поставка ме држеше цели 11 часа во судот, прекинувајќи дури во вечерните часови, за да се исполни ден порано добиената политичка директива до судот, како и притисокот врз судиите кои треба да одлучуваат по политичка директива, а не според правните основи, затоа што некому политички му пречел и би сакал да биде затворен и елиминиран. Ова е дно на сите дна на кој е доведено македонското судство, со политичките притисоци врз него и диригирање на пресудите на судиите. Да подсетам дека тој ден судот одби да ја одложи седницата, бидејќи на ниту еден мој адвокат не му беше дозволено да присуствува на таа седница. Дека судот одби да го прифати нашето барање да се преиспита дали некој од судиите, како што јавно кажа Катица Јанева, бил сниман и е уценет со телефонски разговор. Судот исто така одби и да биде изземена од одлучувањето по овој предмет судиката Светлана Перич. Не затоа што е слаб или нестручен судија, туку затоа што за некоја недела од сега судскиот совет кој е под контрола на СДСМ ќе расправа за нејзина одговорност во некој предмет за кој сите веруваат дека исто така е фабрикуван, но таа е потенцијално уценета и не можеме да сме сигурни дека правишно ги суди. Судот одби да ја изземе и судиката Тања Милева, не затоа што е нестручна, туку затоа што е во директни и блиски релации со СДСМ и со Зоран Заев, заради што истата сама се иззема кога требаше да носи судска одлука за самиот Зоран Заев. Но и заради тоа што нејзиниот сопруг Игор Милев беше представник на СДСМ во Државната изборна комисија, истиот беше кандидат за градоначелник на СДСМ во Радовиш до 2013 и загуби токму од кандидатот на партијата која јас се предводев. Нејзиниот сопруг беше и адвокат на Заев, а денес е де факто втор човек во целината на Република Македонија. Независно колку е стручна или не, таков судија не може да биде непристрасна, особено откако минатата година под притисок на СДСМ, судскиот совет незаконски ја избра во судија на апелациониот суд како трето пласиран по број на бодови и судски стаж, наместо прво пласираниот, како што секогаш претходно било пред промената на власт. И од овие факти е јасно дека некој се потребува да одбере колку што може повеќе судии кои или се потенцијално уценети и заплашени, или се повеќе од должни кон власта на СДСМ. Верувам дека кога не би постоел скриен план и политички мотивиран притисок, веројатно овие судии сами би се изземали и не би се доведувале во ваква непријатна ситуација. Секој веде председател на судот солува да стане председател. Како што секој судија на апелационен суд тежне е да стане судија на Врховен суд. И тоа е и нормално и човечки. Но се има граници. Кога до целта треба да се дојде без да се бираат средствата, тоа не може да помине без последици и не може да стане збор за слободно судство. Незаконското поставување заради напредување или заради обегнување казна носи големи проблеми и одговорност, порано или подоцна. Заради сето ова, јас одлучив, утре, ниту јас, ниту моите адвокати да не се појавуваме во апелациониот суд на јавната седница. Ако судиите се толку исплашени и притиснати, ако веде председателката подлегнала на барање за пресуда која е политичка нарачка, и ако толку не можат да издржат политички притисок, ете и можност да не се мачат, да не им пречи, па и без мене таму и без моите адвокати нека донесат каква пресуда прифатиле како образка да ја донесат. Ова особено ако надлежните институции не извршат проверка во делот на назначувањето на нови судии, дали е согласно правилата на аквни систем. Почитувани, ова се политички процеси и тие треба да знаат дека ова лудо време ќе помине брзо. Ќе дојде време кога народот во Македонија ќе си ја врати власта во свој раце и се ова ќе се приспита, вклучувајќи го и целокупното нивно работење и одлуки. Очигледно е дека моето
и на моите адвокати присуство во судницата на апелациониот суд не може веќе ништо да промени. Бидејќи правните аргументи не може да ја победат политичката одлука и нарачка, ако судиите се оценети или политички мотивирани да постапат спротивно на правните факти. Ние нема да бидеме декор по таа судница на однапред политички инструирана и договорена пресуда. И во услови кога знаеме дека има однапред донесена политичка одлука за овој случај. Очигледно дека мене не ме суди судот, туку политиката. Се ќе се издржи, се ќе помине и нема да се заборави. Секој човек, секој судија, секој професионалец, освен титулата, функцијата, остава и трак за себе. Каков ќе биде неговиот трак, зависи не само од стручност, туку и од неговиот интегритет, чест и подготвеност за ризици. Секој кој станал судија требало да знае дека ќе има вакви моменти во кои ќе се формира вистинската перцепција за него. Зависно на тоа какви одлуки ќе донесе кога е под притисок, под закан, под уцена или кога има политички долг по него. А на нарачителите на овој срамен и нечовечки чин сакам да им порачам. Знам дека ви е тешко ова. Не е лесно во вакви времени, кога треба да одите директно спротивно на војата на народот и спротивно на она што претходно се ветувало. Мислите дека вака ќе ме елиминирате? Се лажете. Вака само ќе ме направите поболи, а вие ќе се направите поболи и поранени. Ниту едно фабрикувано обвинение, ниту една пресуда, ниту едно незаконско ставање во затвор нема да ги поништи или избриши од меморијата на граѓаните и историјата на оваа држава и народ, делата кои сум ги направил за оваа држава и за овој народ, и бранењето на нивните интереси, на националните интереси на македонскиот народ и на сите граѓани на Македонија. Колку повеќе ме бугате, толку повеќе подсетувате на се што јас ветував и исполнував за овој народ и за оваа држава. И за се што вие не правите, или пак го правите спротивно на волјата на својот народ. Ова земја, низ историјата, имала многу политички погонувани лица. Наместо да се извлечи полука од таквите срамни чинови, ја се повторувала. Некој, не знаејќи како да излезе од кашата во кој самиот влезе, верува дека со политички прогон кон мене, со притисок на судиите, со апсени, затворање и малтретирање, ќе го заплаши народот, ќе му испрати порака во смисла ете како завршуваат тие кои се борат за националните интереси. И верува дека тоа ќе го натера тој народ да постапи како што тој посада. Секој кој така размислува е воден од гнев и длабоко многу греши. Народот е најенергичен токму кога ја гледа неправдата пред своите очи и кога некој сурово го силува него, односно неговата волја. Ви благодарам. Кога веќе сум тука да не излезе дека одбегнувам на одговор, дозволете да се признесам и за објавената вест во некои медиуми дека пред повеќе од 10 години јас сум го прифатил името Република Северна Македонија. Ова се јавови обиди на власт. Веројатно ќе има уште многу вакви јавови обиди во текот на оваа кампања. Тие се во кампања сега и ќе се изнаслушаме разни глупости и клевети. Секому му е јасно зошто сега сум во судот и зошто пред очите на целата јавност ми се случува овој класичен политички прогон и зошто ќе продолжи оваа тортура. Ако се согласите на се што сака грците, ќе се согласите дека друга песна ќе беше денес. Но јас сум човек со принципи, пред се и со достоинство. Тоа е моето. Ви благодарам за наредните денови. По наредните денови имаме